Ние бевме подготвени денеска да започне дебатата за буџетот. Видите сега, јас минатиот пат ви кажав дека пленарна седница максимум трае 5 дена. Ние се надевавме дека опозицијата ќе се врати во собранието и дека ќе тераме 5 дена за буџетот. Затоа, ако се сеќавате на почетокот, ви кажав дека планираме до 24 декември да го донесеме буџетот, што беше еден разумен рок визави она што требаше да биде комисиска расправа, значи општа и амандманска и пленарна седница. Меѓутоа, добивме информација дека опозицијата нема да учествува на седницата за буџетот и заради тоа предпоставивме дека ако нема дебата на пленарна седница, нонсенс е или нелогично е да се држат 5 дена онолку колку што максимално дозволува деловникот за работа. И предпоставивме дека во еден ден ќе биде сосема доволно ние како координатори на пратеничките групи уште еднаш да ги реафирмираме нашите ставови во однос на овој буџет. Предпоставивме дека тоа ќе е денеска, меѓутоа ето од објективни причини е одложено за следниот петок. Вчера на пројде практично амандманската расправа по законот за јазици. Добро. Вие тврдевте дека имате 4 амандмани, тврдевте дека тие се согласени со ДУИ. Од друга страна, ДУИ јасно кажа дека нивната интенција е законот да остане непроменет како што видна. Вашите пратеници синоќа сега и правеа кворум на седницата за европски прашања. Ваш коментар за тоа? Нашите пратеници имаат должност да учествуваат на работата на комисиите, затоа што се членови, вклучувајќи ја и работата на Комисијата за европски прашања. Јас се уште стојам на моето тврдење, кое ви го кажав, дека нашите 4 амандмани, што ги поднесовме на Законот за употреба за јазиците, се целосно согласени со коалициониот партнер ДУИ. И ви кажав дека ние како парламентарно мнозинство успеавме да ги седниме владините коалициони партнери на маса, да разговараат за нашите барања и да ги усогласат тие 4 амандмани. За жал, заради текот на седницата на Комисијата за европски прашања, тие наши амандмани не дојдоа на ред, меѓутоа, јас ве убедувам, еве сега држете ме за збор, дека тие 4 амандмани ќе станат составен дел од законот во оној момент кога законот ќе се врати од Венецијанската комисија. Значи, овдека морам да го уште еднаш да го повторам, она што веќе сигурно го знаете, дека во моментот кога ќе го добиеме конечното мислење и став од Венецијанската комисија, нашите амандмани ќе станат составен дел од законот.